Великобританија. Како се славел Божик во домот на американскиот претседател Џорџ Вашингтон. Изминатата година се протестираше од Хонг Конг до Чиле, од Судан до Иран. Во некои држави резултатите од протестите видливи. Уникатен музеј за новинарството од финансиски причини ги затвори своите врати. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Трет ден жалост во Иран по убиството на генералот Солејмани, а тројца американци загинаа во напад врз американска база во Кенија. Тројца припадници на одделот за одбрана на Соединетите Американски држави се убиени во напад изведен од страна на екстремистичката група Ал-Шабаб врз воена база што ја користеле американските антитерористички сили во Кенија. Во нападот се уништени и неколку американски авиони и возила, а загинали и 5 напаѓачи. Ова е прв напад на групата поврзана со Ал-Каида против американските сили во оваа источна африканска земја. Трет ден на жалост во Иран по убиството на генералот Касем Солејмани. Иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Камнеи ја водеше молитвата, а стотици илјади луѓе се собраа во Техеран во знак на жалост. На врховниот лидер му се приклучи председателот Хасан Рохани и други високи ирански официјални лица во оддавање почит на церемонијата пренесувана на државната телевизија. Ќерката на Солејмани Зеинаб на церемонијата упати предупредување до САД и до Израел. Ирачкиот парламент донесе резолуција во која се повикуваа странските трупи да ја напуштат земјата по американскиот воздушен напад во кој загине иранскиот воен командат Касем Солејмани во близина на аеродромот во Багдад минатата недела. Со резолуцијата која што нема сила на обврзувачки документ, ирачката влада се повикува да го отповика своето барање за помош од меѓународната коалиција што се бори против екстремистичката група Исламска држава. Божикните празници традиционално се одбележували од страна на американските претседатели. Милена Ѓоргиевска подготви прилог како се славел Божик во домот на првиот американски претседател Џорџ Вашингтон. Сад го слават Божич на 25 декември, но ако се вратите назад во 18 век, ќе дознаете дека и 6 јануари бил Божич во тогашната американска традиција. И тоа особено на овој значаен историски имот. Божич во домот на првиот претседател Џорџ Вашингтон се славела и по неколку денови. Празнична музика, се подготвувало домашно чоколадо, а се носеле дури и екзотични животни. Ве носиме внатре за да видите како тоа изгледало тогаш. 6 јануари се славел како 12 ден Божич во куќата на првиот претседател Џорџ Вашингтон. Овој датум, покрај божично значење, носи и лична приказна на првиот претседател. На 6 јануари тој се оженил со неговата сопруга Марта Вашингтон. Музиката била во фокус на божичната прослава. Денес музичарот и историчар Дон Франциско се обидува да ги доближи тогашните мелодија и ритам. Тој ги комбинира музиката од времето на Американската револуција, тогашните празнични звуци и денешните популарни божични песни. Покрај музика се служело и богата празнична храна, доволна да ја нахрани целата војска. Популарни биле божичните пити од пилешко и мисирка, како и голема овошна торта полејана со виски и рум. Правењето домашно чоколадо било омилена активно за време на празниците. Денес вработените на имотот им го нудат на посетителите ова чоколадо, направено според рецепт од 18 век. Божич во домот на претседателот не бил Божич без камила. Претседателот го носел ова животно секоја година за да ги израдува најмладите. Оваа традиција трае до ден денес. Минатата година ќе остане запаметена и по протестите низ светот. Граѓаните масовно излегоа на улиците, а во некои држави веќе има резултати, известува Маргарет Бешир. Во Франција, демонстрантите облекоа жолти елеци и протестираа за повисоки плати и против зголемувањето на цените. Во Судан, народот урна режим што се држеше 40 години.
Во Хаити, демонстрантите побараа оставка од председателот и гонење на корумпираните владини службеници. Во Хонг Конг, демонстрантите се против законот за екстрадиција во Кина и бараат поголема демократија. The older generations have failed tackling the biggest crisis humanity has ever faced. Дури и учениците излегува на улиците, барајќи возрастните подобро да се грижат за планетата. Граѓаните беа на улиците и во Ирак, Либан, Еквадор, Иран и на други места. Се бара промена. Генералниот секретар на Обединетите нации ги повика владите да имаат слух за барањата на народот. Јасно е дека се намалува довербата меѓу луѓето и политичките институции и дека општествениот поредок е под закана. Светот се бори и со влијанијата на глобализацијата и новите технологии, кои натамошно ја зголемија нееднаквоста во општествата. Како одговор, некои влади се обидоа да ги решат поплаките, додека други насила се обидуваат да ја задржат моќта. Во Ирак и Иран стотици демонстранти се убиени. Сепак најголем дел од протестите беа мирни, со исклучок на некои во Франција, Чиле, Еквадор, Боливија и Хонг Конг, кои завршија со вандализам и грабежи. Тие имаат право на мирен протест. Владите за жал во многу случаи користат прекумерна сила и двете страни треба да се однесуваат одговорно. Но сите протести имаат нешто заедничко, вели професор од Универзитетот Рутгерс. Главната одлика е дека се надминува стравот. Луѓето сега не се плашат да излезат на улица и да ги критикуваат политичарите. Тоа беше табу во минатото. Професорот Девачи додава дека во многу случаи сега политичарите се плашат од моќта на народот. Таа моќ во голем дел е галванизирана преку социјалните медиуми. Но колку што е силен, толку овој инструмент е ранлив, вели тој, зашто владите имаат контрола врз мрежните комуникации. Владите сватија дека исклучувањето на интернетот е ефикасен начин да се отежне организирањето на демонстрантите, но тие продолжуваат да се организираат. Не можете да ги запрете. Нема знаци на забавување на протестните движења, поттикнати од социјалните медиуми. По 12 години постоење, Музеумот во Вашингтон точно на Нова година стави клуч на врата. Овој уникатен музеј ја промовираше слободата на печатот. Марија Прус има повеќе. Делови од Берлинскиот зид и кулите близначки во Њујорк, руинирано возило на телевизиската екипа во Југославија, насловни страници на весниците ни САД, објавени на влезот на News Museum во Вашингтон, беа символ на слободата на печатот и на првиот амандман повеќе од една деценија. Музеот го посетија преку 10 милиони посетители, од кои половина ученици. Прекрасно е што тие или да научат повеќе за студената војна. По 12 години постоење, музеумот банкротираше. Зградата во која се наоѓаше музеот ја купи Универзитетот Џонс Хопкинс за $372 милиони. Музеумот првпат почна со работа пред биле потрошени за да се откупи земјиштето од Конгресот на САД, но и покрај тоа што сонот бил остварен, музеумот почнал да се соочува со финансиски проблем. Првиот амандман и слободата на говорот и печатот се важни. Жално е што се загрозени. Многу е жално што се затвора. Има толку многу документирано историја и сваќате колку е важна слободата на печатот. Затворањето на музеумот доаѓа во тешко време за новинарството. Околу 2000 американски весници се затворени изминативе 15 години, а помалку од половина од населението во САД вели дека им верува на медиумите. Новинарот Рон Лајонс дошол специјално од Детройт за да го види музеумот. Се бориме не само за награди, туку да покажеме дека слободата на печатот и гласот на народот се важни. Музеумот се надева дека ќе продолжи да ги промовира важноста на новинарството и слободата на печатот преку онлайн форум. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. За крај на емисијата ви ги честитам божикните празници. Гледајте не утре во истото време.